Експозе за уставните измени во парламентот денеска имаше премиерот Димитар Ковачевски. Во него тој меѓу другото рече: Јас, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, владата, сме на страната на обединувањето, прогресот, на вистинскиот браник на македонскиот вековен идентитет и засебност. Почитувани граѓани, бидете уверени дека сите одлуки ги носиме во ваш најдобар интерес. Сакаме за нив да застанат сите, да имаме како и другите развиени држави силна и заедничка внатрешна кохезија, енергија и посветеност за добар живот сега, уште подобар утре. И тоа дома, а не во туѓина. Сосема на крајот, почитувани граѓани, почитувам председателе, почитувани пратеници, на сите ви посакувам мирна, конструктивна и успешна дебата во име и во интерес на сите граѓани. Од друга страна, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски категорично останува на својот став дека од уставните измени нема да биде ништо и ги очекува следното. Иако очекуваме европејци, така барем како што се нарекуваат себе си овие милионериве, да бидејќи цело време тврдат година дена на назад имале 80, веднаш да не ја развлекуваат седницата, веднаш да ја стават на дневен ред. Еве, јас ги повикувам веднаш. Еве, ако заврши уставната комисија, нема потреба да чекаме уште утре, нека закажат собраниска седница и да видиме дали имаат 80 или немаат. Ако не закажат, тогаш е јасно дека немаат. Ако немаат, јас не гледам друга политика која што оваа влада би ја оправдала во нејзиното постоење. Треба час поскоро да го распуштиме парламентот и да одиме на предвремени парламентарни избори. Оптимизмот Мицкоски го темели од последната партиска координација со 44 нивни пратеници, кои биле едногласни дека нема да гласаат за уставните измени. Но верувате дека 44 пратеника на ВМРО ДПМН и коалицијата се јасни, прецизни во својот став. Вчера имавме координација, без ниту еден збор никој да каже, во просторијата јасно беше дека зборуваме сите на глас, а тоа е дека уставни измени под бугарски диктат нема. Максималниот број на денови колку е дозволено да трае расправата во комисијата е 10. Ако се дебатира 10 дена, очекувањата се комисиската расправа да заврши помеѓу 7 и 9 август, ако се има предвид дека 2 август е неработен ден, а 27 јули е закажана седница за пратенички прашања.